Добре дојавте во За или против. Јас сум Љупчо Светановски, имам чест денеска моја гостинка да биде професор доктор Весна Јаневска, министер за образование и наука во владата на Република Македонија. Добре дојдовте. Добро вечер, добре најдов. Министерке, година дена министерување, вчера го дадовте отчетот за сработеното. Буквално кажано, работите година дена на еден вид на рехабилитација на македонското образование. Сите забораваме како започна работите, како почнавте еве, започнавте без учебници во еден тотален хаос, што за жал некој друг го остави. Ако се вратите една година наназад на почетоците, што ви остави најголем впечаток кога првпат влеговте во кабинетот и се соочивте после неколку дена со она што го начекавте во македонското образование и наука? Да, Љупчо, кога се нафатив на функцијата и кога тргнав кон Министерството, очекував дека ќе биде тешко. Меѓутоа, навистина не очекував да најдам една толку обемна, обсежна работа за останати нешта кои без многу труди, без многу напори, без средства можеле да бидат завршени. За жал, затекавме таква ситуација, но затекнавме и долг од околу 5 милиарди, што навистина представуваше сериозен проблем. Првенствено веќе во јули станавме свесни дека средства за плати, например, за блок дотации кон општините не беа предвидени за втората половина на годината, што е многу сериозен проблем и се разбира она што граѓаните најмногу ги интересираше, немаше учебници. Дел од тие учебници вистина е дека беа дадени во печат, но немаше учебници за одредени предмети, немаше ни материјал. Ние ветивме и требаше да ја смениме наставната програма и тоа беше еден многу силен притисок кој требаше да се направи во рок од 2 месеци, затоа што ние станавме влада на 24 јуни, а веќе на 1 септември требаше да има учебници. Навистина таа работа беше многу напорна. Работевме, верувала или не, по 14, по 16 часови до доцна во ноќта, зашто јас сум бескрајно благодарна на луѓето кои соработуваат со мене и во овој момент и без кои тоа немаше да може да биде остварено, но успеавме заедно со Бирото за развој на образованието да ги смениме наставните програми така како што бараше стручната фела, наставниците, родителите, па и дел од учениците. Ја направивме таа промена, испечативме учебници тие кои што недостасуваа, направивме материјали за учење таму каде што немаше учебници и нели тоа е Министерство за образование и наука. 1 септември е слика за работата на Министерството. Ние на 1 септември имавме учебници. Тоа беше еден многу важен момент и многу значаен и лично за мене, затоа што беше како награда на трудот и не само на мене, туку на сите кои беа вклучени во тој процес. Потоа, нели, со ребалансот се обезбедија плати, се обезбедија блок дотациите за училиштата, што исто така беше тежок процес, затоа што во буџетот и немаше доволно средства, но како и да е, тргнавме и да ги отплаќаме долговите првенствено, па да правиме планови, проекции што можеме да направиме во следните неколку месеци, а да биде корисно, се разбира, за нашето население и еве искрено ќе кажам и за нашите гласачи, бидејќи тие очекуваа од нас да испорачаме нешто. И со тек на време почнавме да се привикнуваме и на подолгото работно време и како велат да работиме мултитаскинг, се шегувам, значи на повеќе проблеми во исто време, одредени групи на луѓе и почнавме да спроведуваме она што треба да се направи за системот на образование да профункционира, но и да даде подобри резултати на сите нивоа, и основно, и средно, и високо, па и понатаму постдипломски, докторски и други видови на разни образованија, како што се образование за возрастни, средно, стручно и така натаму. Последна година можам да кажам дека има уште многу нешта да се направат, но генерално не можам да кажам дека не сум задоволна од она што го направивме.
Во првите неколку месеци многу се фокусиравме на измена на законските решенија кои навистина беа лоши и имаше насушна потреба да се променат одредени цели закони или некакви одредби од законите. Тоа го направивме со тимови и работни групи. Законите до крајот на годината, всушност во јануари повеќето веќе беа донесени. Почнавме да планираме како ќе работиме според тие законски решенија. Секогаш проблем е инфраструктурата. Ние во Македонија имаме и премногу училишта и во руралните средини, училишта кои ги користат 10-15 деца, кои делумно се и запоставени заради малата бројка на деца, а влечат трошоци. Се посветивме и на инфраструктурата, значи ги завршивме некако основното, па се зафативме за средното стручно, го досредивме, па почнавме со гимназиското, тоа допрва уште треба да се досреди и се фокусиравме и на високото образование. Значи има многу нешта што направивме. Јас се надевам дека се видливи тие нешта што ги правиме, иако во Министерството има многу работа кои не е видлива за јавноста, а кој е неопходно да се сработи за да нешто после тоа стане видливо. Каде сме со науката? И таму не начекавте розова слика? Во науката, за жал, воопшто не начекавме, не само што не начекавме розова слика, затекнавме една тешка ситуација со одвојување на многу низок процент од бруто домашниот производ за наука и после многу години каде што немало национални проекти, ние годинава успеавме и да обезбедиме средства за научно-истражувачки проекти, но исто така и да направиме повици на кои јас деновиве кажувам дека со задоволство за околу 38 проекти ние имаме 126 апликации на убави проекти, барем она што јас го прочитав како наслови и во иновации, и во базична наука, и во општествените науки. Оваа година успеавме да обезбедиме 680 милиони, што е значителна сума во споредба со претходно кога воопшто немало или имало по 20 на проекти за кои никој ниту знаел, ниту видел, ниту чул. Јавно и транспарентно работиме, го промовираме тоа што го правиме, за да одржиме довербата кај нашите комитенти, би рекла, нели, и наставници, и граѓани, и научници, и ученици. Покрај тоа што јавно работиме, дигитализираме процесите, сите кои можеме да ги спроведеме дигитално, веќе ги дигитализираме. Примерот е, например, еден обичен, вулгарен пример, дека постоеше сомнеж, сега веќе го нема, дека кога се примаат студенти во студентските домови, можно е да се направат одредени малверзации. Дали тоа во минатото се правело, јас не можам да тврдам, но сега процесот е комплетно дигитализиран и нема сомнеж дека било кој може нешто да направи тенденциозно. Дури и грешките евентуални се сведени на минимум. Голем број на процеси успеавме да ги дигитализираме и дополнително продолжуваме тоа да го правиме. Она, например, што мислам дека ќе ги интересира наставниците, употребата на новиот е-дневник, кој пружа повеќе алатки за да им ја олесни нив работата, за да се намали администрацијата, за родителите да имаат подобар увид во тоа што се случува на училиште. Тоа е еден голем чекор напред. Ја намаливме со една одредба администрацијата на наставниците, воведуваме бројни измени, ги воведовме со законските решенија, например кариерен советник за учениците воведовме, ги регулиравме образовните асистенти во средно образование, одредени одредби кои се однесуваа на талентираните ученици кои освојуваат награди на секаде на светот. Јас со најголемо задоволство кажувам дека ние минатата година
толку многу од бронзени до златни медали освоивме, што навистина тоа треба и јавноста да го знае, но и тие деца да бидат наградени, но и нивните наставници, нивните ментори да бидат наградени. Значи, не знам уште што да кажам дека направивме, можеби да се вратам на науката, кога зборувам за дигитализација, правиме регистар на научно-истражувачки институции, правиме регистар на на истражувачи, воспоставивме контакт со GRC, тоа е заедничкиот истражувачки комитет на Европската комисија, факултетите се вмрежуваат, им даваме секаква поддршка, ги поддржуваме да направат двојни дипломи, здружени дипломи, значи се што е во наша можност како логистика на сите институции во образованието го правиме. Дали е преоптимистички да кажеме или да очекуваме следната година да имаме целосно дигитализирани уписи за средните училишта, нешто што не може да се среди токму заради фактор што не сите ги имаат истите услови? Љупчо, јас секогаш сум била многу отворена и сметам дека тоа е една од добрите страни кога зборувам јавно. Тој процес не е проблем, тој е дигитализиран. Но ние имаме одредени средини каде што учениците биле многу во контакт со технолошките уреди, каде што интернет конекцијата била нестабилна, каде што тие малку де факто се запознаени со тоа како треба тој процес да го направат. Родителите, дел од родителите не знаат тоа да го направат. Од тука наставниците им помагаат, или, бидејќи има и одреден број наставници кои не се многу вешти во овој процес, им помагаат информатичарите или администраторите. За да не ги доведеме децата во нерамноправна положба, рековме и оваа година ќе одиме и со дигитален упис, но и со хартиен упис, затоа што некои навистина не можат, не знаат, се случува да прикачат еден документ, да го изгубат вториот. Кога ќе го прикачат вториот документ, да го изгубат првиот. Иако е релативно едноставен процесот. Затоа јас велам, ние се уште како општество не сме комплетно подготвени. Не е проблем во големите градови, во Скопје не е никаков проблем. Меѓутоа, ние ако да речеме во одредено село, речеме дека треба во гимназијата или во средното училиште да си ги однесат и хартиено, тогаш е честно тој процес да се одвива во цела Македонија така. Правиме сериозни напори, имаме приоритетна обука и правевме истражување за тоа колку се наставниците задоволни од обуките за дигитални вештини кои досега се спровеле и дополнително ги обучуваме во овој период, всушност ќе ги обучуваме, за да стекнат и малку понапредни од базичните дигитални вештини, за да можат да им помогнат на своите ученици. Се разбира дека ние се уште имаме училишта, без оглед што велиме дека сите деца имаат мобилни телефони, каде што немаме комплетно опремени компјутерски лаборатории. На тоа се работи, ние постојано купуваме опрема. Во моментот има еден огромен проект за инсталирање на мрежа за безжичен интернет низ сите училишта во цела Македонија. Значи, јас повторно ќе кажам, огромни напори прави Министерството, но во образованието е потребно време за да се постигнат одредени успеси. Она што до сега го направивме, сметам дека е видливо и дека дава добри резултати. А дека има уште многу да се направи, да има, но наш се уште не држи ентузијазмот и се надевам дека ќе продолжиме во ист стил. Ќе продолжиме со достигнувањата оваа година, но еве актуелноста наречена уписи, како би ги оцениле овогодинешниве досега барем вториот денеска, нели, рок започнува вторите уписи, како досегашниот тек на настаните околу уписите би го оцениле? Јас со задоволство можам да кажам дека процедурата на уписите е крајно задоволителна. Имавме само еден пропуст во еден град, но не по вина на Министерството. Она што
би можела да кажам дека и таму каде што имаше тестирања во Панчар, во средното медицинско, во Ѓорги Димитров и на уште 2-3 други места, немавме никаков проблем. Ниту еден тест не излезе надвор од бирото. Исто и за државната матура. Оваа година тестови пред почетокот на матурата не излегоа, што значи дека некаков ред веќе се воспоставува. Во училиштата регуларно си поминаат тестирањата, таму каде што немаше поголем број на ученици, кај што има слободни места, беа рангирани учениците. Единствен проблем е што, еве, например, актуелна е Ѓорги Димитров гимназијата деновиве. Се дигнат таму. Да. Јас не можам да кажам дека сум задоволна. Не ме фаќајте за збор за бројките, но мислам дека за 199 места конкурираат 266 ученици. Значи поголем број на ученици, не е ни битно колку се местата. После испитот беше направено рангирање и беа примени 199 ученици. Од тие 38 биле со награди и тие не се ни тестирани. Она што јас велам дека може да се подобри. Не велам дека е закоравено и нема излез, може да се подобри. Е тоа што од 150 можни поени, 199-тиот има само 40 поени. 45 се извинувам да не биде веселата математика на министерката. Ако некој од 150 можни поени има 45 поени и се запишал, јако се запишал, треба да се запише на училиште, не значи дека положил. Напротив, поразително е. А имаше подолу и дечиња со 25, 26, 9 поени, што е крајно поразително. Да, еден одреден број навистина има убави освоени поени над 100, 120, 140 и затоа велам дека таа гимназија де факто и ќе има добри ученици со кои што ќе може да работи. Но дел од нив не го положи испитот и тоа е вистината. А сите ни пристапија како скроз одлични, се вели тоа во народот, со сите петки. Мојата поента е не да ги критикувам наставниците, па не да ги критикувам ни учениците, туку да направиме еден одреден критериум во кој што ќе знаеме што е еквивалент на петка, што е еквивалент на двојка. Такви критериуми во минатото имало. Се знаело кои се одличните, кои се многу добрите, кои се добри и сите тие завршиле некакви школи и сите тие работат и живеат сега. Значи не е најважно во светот да се имаат сите петки. Предпоставувам токму затоа што сакаат да се запишат во одредени училишта, учениците сакаат петки, но сакаат и родителите петки, а наставниците тешко го издржуваат притисокот кој доаѓа од разни страни. Но пак сметам дека оваа година, со оглед на тоа колку уредно помина, например, државната матура со истите наставници, многу поуредно од лани. До година ќе биде уште подобро, следната година ќе биде уште подобро. Гледам дека ние почнавме како образовен систем да се будиме, дека барем нешто се случува. Може би во некој училиште и беше дозволено препишување, ние не можевме да стигнеме баш во сите, но во огромен број не беше дозволено. На тој начин им пративме порака на учениците, треба да учите, оти, како што реков и пред некој ден, еден ден во животот некој ќе ви го измери знаењето, а од вашето знаење, од вашите вештини, од вашите компетенции зависи вашиот живот и целото општество. Како ќе функционира и какви ќе бидат односите во тоа општество. Затоа повторувам, ако добро е да знаеме што се случува, добро е да ги направиме анализите, добро е да ги видиме грешките, за да можеме после тоа да превземеме одредени чекори кои тоа ќе го поправат. Често пати медиумите, односно ние, ја правиме работата бељата, би рекле, народски кажано, со тоа што ги
вадат од контекст честопати колегите, за жал повторно работите. Мислам дека и со Ѓорги Димитров беше токму тоа, директорот даде изјава никој не паднал, да не паднал, но не да објаснија колегите кои што сакаат така да го представа дека вие поинаку кажавте она што го кажавте со минималниот број на бодови и се, но и покрај тоа имавте оваа година повеќе такви медиуми кои што правеа тоа што правеа, за жал, нели така оди работата, но и покрај тоа вие вчера на отчетот им се заблагодаривте на медиумите на нивната работа на сите, зошто нели како коректори и критичари сепак учествуваат конкретно во вашата работа. Јас искрено сум им благодарна на медиумите за нивното редовно присуство на настаните каде што се појава министерот за образование и наука, односно јас, и за присуството на пресконференциите. Верувам дека некогаш и не сме се доразбрале, како во овој момент кога јас во парламентот нели ја објаснував суштината на поените, а не рангирањето и дека се запишале 99. Не тврдам дека јас секогаш совршено добро ги објаснувам работите, оти знаете кога вас ви изгледа се јасно, очекувате и на другите да им е јасно. Мој личен став, сега одлично име зборувам, не како министер, како човек, е дека секој има право на избор и секој има право да го спроведе тој избор. Доколку некој ме поддржува, сум му благодарен, но доколку и некој ме напаѓа затоа што не ме разбрал или може би еве, ке да претпоставиме дека има и друга цел, повторно сум благодарна затоа што тоа ме прави поискусна, повнимателна во моите искази и попрецизна во моите искази. И тоа е добро, затоа што де факто јас пак како патолог така и треба да се однесувам како лекар. Знаете, кога ќе влезете во општествените сфери, малку е поинако, луѓето сакаат и повеќе да се објасни и повеќе да се раскаже и да објасни, еве се обидувам тоа да го правам. Кога станува збори за опозицијата, јас велам нивна работа е да ме критикуваат, но за жал не сум задоволна од тоа како ме критикуваат, очекувам аргументи и од критиката да можам да извлечам нешто добро. Не сакам да ги коментирам, но еве еден пример. Настана хаос во образованието. Ве молам, објаснете кој е хаосот во образованието. Ако сме проверли една мерка, втора мерка, трета мерка, четврта мерка и така натаму, не го гледам хаосот. Би било убаво, нели, по-конкретно да се зборува за тоа и би било убаво дел од медиумите кои ги пренесуваат исто така да побараат објаснување за тоа што го втората страна го кажала. Но секако, јас пак ќе речам, уште еднаш им се заблагодарувам на медиумите, оти сите тие заедно придонесуваат за транспарентноста на она што Министерството го работи. Ја спомнавте опозицијата, токму денеска председателот на опозицијата Филипче во рамките на овие отчети што ги даваат посебните министерства, вклучително и премиерот кој што започна се, ако не друго, барем ги натеравте после 7 години и тие да дадат еден отчет на отчетот, ваш бидејќи 7 години не дадоа никаков отчет. Меѓу другото рекоа дека, односно тој кажа дека хаос и тотална катастрофа е во економијата, во енергетиката, секаде, и да кажа и она што го кажавте, хаос во образованието. Еве, од председателот го велат лидер е некој што води, не е дојден до тој момент, но еве председателот на опозицијата ве нападна, ве обвини за хаос во образованието. Па не е хаос да уплатите огромна контрибуција за Web of Science и Scopus, нешто со што со години високото образование го бара за сите наставници и студенти. Не е хаос, за разлика од едно училиште кој е изградено, вие да градите 7 објекти, а да реконструирате 20 на други исто така во една година. Не е хаос да почнете во една година 4 сали, а во моментов денови веќе имаме повик за реконструкција на 30 на спортски сали. Не е хаос во АА програмата, еве да излеза малку и од образованието, што е видливо, нели, да започнете проекти за изградба на улици, на патишта, на пруга, на автопати, одредени училишта, реконструкција, средување партнерно на дворови, доградба или изградба на нови сали, тоа јас не гледам дека е хаос.
Не е хаос да менувате програми, да нудите концепции, да почнете стратегија, во која учествуваат и меѓународни партнери, и експерти од внатрешноста, од земјата, и невладини организации, и сите институции кои треба тоа да го сработат. Не е хаос да модернизирате наставни програми кои 20 на години претходно не биле, па децата да не се подготвени за пазарот на труд. Не е хаос да ги изголемувате бројот на дуални паралелки и бројот на компании кои се вклучуваат во тој вид на настава. Воопшто не е хаос да обезбедувате образовни асистенти, кариерно напредување, односно советување на ученикот, а кариерно напредување на наставниците и стручните соработници. Минатата недела на влада ни помина и деновиве ќе објавиме оглас за кариерно напредување на наставниците и стручните советници, во ментори и во советници. Не знам уште што да кажам, да инвестирате во наука толку многу, да инвестирате во инфраструктура, во човечкиот капитал да инвестирате, што е исклучително важно. Значи, наставниците се клучот на образованието. Во периодот од септември до март ние 2 пати им ја покачивме платата, без оглед што СДСМ и понатаму ке тврди дека тоа било малку, незначително и така. Но тие знаат дека не оставија средства за платите на наставниците, особено не во високото образование, каде што ние требаше 1,5 милиарди на почетокот на 2026 да одвоиме, да најдеме од било каде, за да ги исплатиме наставниците во високото образование. Значи, над 12,5% на наставниците во основно и средно. Но тоа е помалата придобивка. Прв пат оваа влада се обврза и подпиша договор. Значи, председателот на СОНГ и министерот за образование и наука подпишаа договор дека платите на наставниците секоја следна година ќе се покачуваат. Нема потреба да штрикуваат. Процентот е одреден 7 до 10, 7 до 10, 10 до 12. Како ќе се движи економијата, така ќе се движи и покачувањето. Доколку ни се случи бум, а може и да ни се случи со инвестициите кои доаѓаат во Македонија, тоа не е, велам, Библија. Тој договор може да се промени и да речеме не 7 до 10, 10 до 12. Се надевам дека ете и тоа е можно. Прв пат излезе министер кој рече: го урнавме дигнитетот на наставниците. Мораме да им го вратиме интегритетот и дигнитетот, затоа што сите плукаат, се извинувам на вулгарниот збор, но тоа е нешто што се користи во јавноста, по наставниците. Наставникот не знае да оценува, наставникот не го сака детето, наставникот е предобар, преблаг или е престрог. Не, наставникот си ја знае својата работа, само ние треба да го почитуваме. Децата ќе бидат такви какви што ќе ги научат наставниците и родителите. Децата воопшто не се проблем, учениците. Но наставникот мора да почувствува слобода во својата работа, да биде растеретен од другите проблеми. Јас сум сигурна дека ние во земјама имаме еден квантум на одлични наставници кои можат да повлечат и да потегнат кон подобри резултати во образованието, од основно до високо. Навистина, голем хаос сте направиле, каму и СДСМ да го праве овие 7 години, не е на одмет и малку да ги научите ваков хаос да прават. На располагање сме. Така, не верувам дека ќе им оди малку се оперирани од моментот наречена работа. Но еве, ајде малку за оној хаос со едносменската настава. Фокус беше, тука е проблемот повеќе инфраструктурен, докаде е со ова идеја која што ќе донесе многу благодети на многу полиња. Значи, едносменската настава не е проблем само на Македонија. Таа е проблем во регионот. Например, во ист момент кога ние зборуваме за едносменска настава, зборува и Хрватска. И едносменската настава не ја измисли ВМРО, туку ние читавме, анализиравме, разговаравме со наставници, со родители, особено родители, за да видиме што е тоа што во светот дава најдобри резултати. И правите хаос, добро. И правиме хаос. Така е. Ако родителите сакаат децата да им се на училиште,
подолго време за тие да можат да се посветат на своите обврски, а децата да постигнат повисоки резултати, нема дилема тука дека тоа е едно од можните решенија. Во овој момент, според мене, тоа е единствено добро решение кое можеме да го спроведеме. Значи, од ден на ден или од месец на месец, да не ме сваќаат буквално опонентите па да се фатат за мојот збор, се зголемува бројот на училишта кои работат во една смена. Дел затоа што има помалку ученици, мора да бидеме честни и фер, дел затоа што раководството на училиштата прави напори да ја воведе едната смена. Оптимизацијата на мрежата, што значи тоа училишната мрежа, значи јас спомнав на почетокот на нашиот разговор дека ние имаме училишта со 5-10 деца, каде што децата се изолирани, каде што се препуштени де факто сами на себе и наставниците кои ги препознаваат, каде што не виделе друг начин на учење, дружење, социализација, и тие сакаме да ги придвижиме во училиштата каде што има повеќе ученици. Овие згради ќе се пренаменат по потреба на општината. За да можеме и нив да ги придвижиме, да, најмногу во Скопје, но и во одредени други градови недостасува простор за да се спроведе едносменската настава. Ние направивме голема анализа на над 150 училишта низ целата земја, но во првата фаза се ограничивме на оние училишта каде што треба доградат на 2 до 6 училници. И во овој момент ние веќе имаме анализата за 25 училишта каде што треба доградба на 2 до 6 училници, и летово почнуваме со таа доградба. Но да потенцирам, тоа не се само 2 простории со одредена квадратура, тоа се влезови, излези, поврзување со останатиот дел од училиштето, струја, интернет, водовод, канализација, се тоа треба да се направи, но ќе се направи и на тој начин ќе обезбедиме, значи во се повеќе училишта да има едносменска настава. И наставниците ја сакаат, затоа што сметаат дека децата во тој период им се посконцентрирани, и учениците ја сакаат затоа што предпладне си ја завршуваат работата, а попладне можат да се посветат и на забава и на повеќе учење. Го нема и шокот, простете, на промената денаш 2 недели прва, па втора, па временската разлика, прилагодувањето, аклиматизацијата. Точно така. Дополнително, ние имаме одреден број наставници кои можат да се вклучат во додатниот час кој јас го зборувам за подолг престој на учениците во училиштето. Значи, тие што имаат 10 или 15 часа и примаат плата за 10 или 15 часа, наместо нели да исполнат цел фонд од 20 до 25, може да се префрлат во другите активности на училиштето, дополнителна додатна настава, во наставни активности и се тоа што програмата на училиштето го предвидува. На тој начин ние си го задржуваме добриот кадар, децата имаат бенефит, родителите имаат бенефит, општеството ќе има бенефит. Го спомнавте моментот на намалување на административните обврски кај наставниците, нешто што претпоставувам можеби граѓаните не го знаат, но наставниците благодарение на системот кој што се напластуваше со грешките стана еден вид на административци, да не речам некои статистичари, записничари, и поголемиот дел од работата, имам и во семејството од таа фела, беа оптеретени, преоптеретени од тоа, не дозволувајќи при тоа да го прават она што треба да го прават и да го пренесат она што треба да го пренесат. Што во превод значи намалувањето на овие административни обврски за нив? Преку пример ќе ви го кажам тоа, а ќе продолжиме, еве да ги израдувам наставниците, ќе продолжиме и понатаму да превземаме чикори во намалување на нивните административни обврски. Децата од прво до трето оделение се оценуваат описно. Значи нема бројка, единица, двојка, петка, четворка, што и да е. Туку наставниците пишуваат што постигнале и што научиле децата со својот ракопис. Еднаш го прават тоа во едневник, потоа го прават тоа во свидетелството, па потоа го прават тоа во главната книга. Заедно со Бирото за развој на образование, рековме, го има во едневникот, го има во свидетелството, не мора идентично да биде препишано во главната книга, туку во главната книга ќе напишеме. Значи,
свидетелство број тој и тој, кој се чува во електронска форма на USB или CD, ги досодржи сите описни оценки на ученикот. Кој сака да провери, нели, ќе го отвори фајлот и ќе види какви биле резултатите на ученикот во прво, во второ или во трето. Например, кој ќе преминат во шесто, можеби ќе сакаат да видат каков бил ученикот во трето, да не има некоја промена, напредок или уназадување и така натаму. Со процесот на дигитализација ние се повеќе и повеќе ќе ги намалуваме административните обврски, не дека тие ќе ги нема, не дека не треба да ги има, но треба да видат смалени на едно реално ниво. Дополнително ќе го промениме и Законот за државен просветен инспекторат, каде што државниот просветен инспекторат по закон им бара одредени административни, значи, процеси кои они треба да ги спроведат. Се случило, така ми кажуваат наставниците, да предаваат историја, овој пример го кажувам стално, на прво еден, не, на седмо еден, например, Втора светска војна, па на седмо 2 Втора светска војна, па на седмо 3 Втора светска војна, и во препишувањето да сгрешат еден збор. И за тоа биле опоменувани. Горе треба да го напишат името на училиштето и даптумот. Се слушува кога пишуваат да сгречат во името на училиштето и на даптумот. Тоа не е грешка. Тука треба да има ширина државниот просветен инспекторат. И државниот просветен инспекторат, а особено Бирото за развој на образование, треба да излезат на терен за да им помогнат на младите наставници, на наставници кои се соочуваат со проблеми, секако и да проконтролираат дали добро си извршуваат работата, но не на вакви ситници да обрнуваат внимание кои де факто не се суштински во процесот на образованието, туку се одговорност на наставникот. Да, секој наставник треба да биде одговорен, секој треба да си ја заврши работата како што треба, но не е суштинска грешка за да речеме да бидат. Потоа тоа може да негативно оценети. Оти потоа тоа нив им треба, например, кога ќе конкурираат за ментор. Ако имаат неколку такви, директорот нема да им даде позитивна оценка кога сакаат да конкурираат за ментор или за советник. Значи, во образованието секој процес е тесно поврзан еден со друг. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме и за високото образование, за студентите, за институтите, за сето на што се случуваше минатава година и ќе се случува. Со нас е професор доктор Весна Јаневска. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Моја гостинка е професор доктор Весна Јаневска, министер за образование и наука. Министер, ќе зборувавме во првиот дел за тоа што се случуваше. Стигнавме до високото образование. Студентите како тема, имате ли соработка со нив, контакти, студентите пред една година и студентите сега, има ли разлика? Дефинитивно, ние сме во континуиран контакт со студентите, со повеќе нивни организации, од повеќе универзитети и искрено да ви кажам, досега тоа што побара, тоа беше и остварливо, затоа што реално беше остварливо. Во моментот работиме на нешто што изискува малку повеќе време. Што направивме? Почнавме редовно да им ги исплаќаме стипендиите, сместувањето во студентските домови си оди регуларно. Дадовме неколку олеснувања за конкурирање на стипендии. Например, дозволивме за постдипломски да конкурираат и децата што завршиле 3 години, односно имаат 180 кредити. Предходно за постдипломски студии и стипендии може да конкурираат само оние кои имаат 240 кредити или завршиле 4 години, што е неправедно и дискриминирачко, затоа што овие со 4 години имаат плюс 1 година постдипломски, а овие со 3 години имаат плюс 2 години, но постдипломските се тие.
Тоа направивме, го проширивме, тие побара од нас, да го прошириме опсегот на студентскиот оброк, затоа што сметаа дека одредена група на студенти кои имаат пониски примања треба да има Министерството да овозможи и тие да добиваат субвенциониран студентски оброк. Тоа го направивме. Дополнително овозможивме тие кои се запишуваа во прва година го добиваа студентскиот оброк после неколку месеци. Ние направивме така да можат веднаш после уписот да си ги добијат средствата за студентски оброк и ги организиравме во новиот закон за високо образование до ниво на универзитети. Во моментот работиме на студентски закон за студентски стандард, кој малку ќе потрае, но дополнително што направивме, а што може или не мора да биде дел од тој закон, 2 студентски домови темелно се реконструираат и тие се при крај. До крајот на годината очекувам да бидат готови. Нови 2 ќе почнеме деновиве, нели ќе распишеме оглас за да почнат и тие 2 да се реконструираат. Од тука значи дека всушност етапно ти не можеме одеднаш, сите студентски домови ќе бидат реконструирани, одеднаш не би имало кај да се сместат студентите. Она што ги интересира граѓаните, што јас го повторувам, во правец на транспарентност, дека минатата година ниеден студент не остана без сместување, иако 2 студентски дома се реновираат, употребивме во одделни делови, во одделни градови и ученички домови, каде што не беше пополнет бројот со ученици, така да сите беа сместени. Дополнително, она што ги интересира студентите е заедно со универзитетите. Долго и нашироко дискутираме и разговараме преку новиот закон за високо образование, кој очекувам да биде донесен до крајот на годината, нека биде и јануари месец следната година и релевантно, значи во тој период, се договоривме да имаат нови студиски програми кои ќе одговараат на пазарот на трудот. Значи, кога тие ќе излезат со повеќе знаење, со повеќе вештини, со повеќе компетенции, за да можат веднаш да се вклучат во пазарот на трудот. И дополнително разговараме и со Стопанската комора на Македонија и со одредени факултети, дел од одредени универзитети, и кај студиските програми да воведеме многу повеќе пракса или дуално образование и таму, односно својата пракса студентите не да ја извршуваат на факултетите, дел на факултетите, но дел и во компаниите каде што тие во иднина би можеле и да бидат вработени, затоа што компаниите пак бараат кадар со специфични вештини. Машинскиот факултет е еден од таквите кој многу сериозно размислува за воведување на овие дуални паралелки, иако имаме и други високи стручни школи кои исто така почнуваат да размислуваат или веќе почнале во помал обем да спроведуваат дуално образование. Дополнително, кога ќе го завршиме законот за високо образование, предвидуваме и други законски измени, значи законот за научно-истражувачка дејност, закон за квалитет во високото образование. Вчера го завршивме законот за иновации, научно-технолошки развој и предприемништво, значи многу закони во кои што овие студенти би можеле да се најдат себе си и во процесот на образование, но и во истражувањето, но и во стартапите, спинофите, она што е сега модерно. Она што исто така е во фаза на подготовка е технолошки парк во Македонија, кој досега сме го немале, иако во минатото има физибилити студија направена, требал да почне некако барем да се организира некоја прва фаза да се помине, тоа е застанато.
Сега и во тој правец размислуваме и ги правиме подготовките. Зошто е важно за студентите? Затоа што тие што ги интересира науката ќе можат да се најдат во тие простори. Значи сме направиле и повеќе. За нив, она што е важно е дека имаме одлични односи, се извинувам, и континуирано соработуваме и верувам како ќе се појавуваат одредени барања, така како и досега на најдобар начин ние ќе ги решаваме дополнително. Имаат право на работа, можат и редовните и вонредните студенти, одреден фонд на часови, 20 на часа неделно, доколку можат и тоа не им пречи при студирањето, да работат. Има доста измени кои верувам дека ќе им го подобрат животот. Го раздвиживте и државниот просветен инспекторат. Меѓу другото, најголем ефект се виде во кај оние научни приватни институти, нели, и високостручни школи, 14-тина чинам се веќе затворени. И за граѓаните да објасниме за какви институти, така звучи тоа, нели, баук малку. Но за што се работи всушност во тие институти и каде беа неправилностите таму во текот на оваа година? Дозволете 2-3 реченици во овет. Државниот просветен инспекторат беше независна институција. Од 1 јануари стана составен дел на Министерството. Јас без оглед кога некогаш знам да критикувам одредени случувања, сум му благодарна на Државниот просветен инспекторат за сета работа која што јас работи во изминатата година. Тие направија над 2000 инспекции, нешто редовни и планирани и многу вонредни инспекции, што беше крајно неопходно за да почнеме некако да даваме сигнали дека образовните институции треба, но и мора да работат по закон. Во Македонија има многу високообразовни институции, има многу така наречени научни институти. Кога станува збор за научен институт, се подразбира дека основната дејност е наука, затоа да се некаква наука спроведува, затоа е потребен соодветен простор, но е потребен и соодветен кадар. Па од тука и план годишен за научно истражување, па соопштување на резултатите од спроведеното научно истражување и така натаму. Инспекциите кои ги направи Државниот просветен инспекторат, но и комисија формирана од страна на Министерството за образование и наука, утврдија дека во овие барем 14, од кои дел сами се затворија од кога почна контролата, фалат 2 или 3 елементи од овие кои јас ги набројав. Дел од институтите воопшто не се бавеле со научно-истражувачка дејност, туку со некаква минимална апликативна дејност. Дел од нив немаа соодветен кадар, значи доктори на науки од областа немаа. Дел од нив вработиле фиктивно или на почетокот доволен број на соодветен кадар, а потоа веќе тие не се присутни на институтот, што значи имаат помалку од што е потребно. Дел изнајмиле на почетокот простор, па потоа се откажале од тој простор. Огромен дел од нив никакви резултати од својата научно-истражувачка работа не прикажале, поради што и нема причина да постојат и само да се бројат како научни институции во земјата. И кога некој од надвор не гледа, например Европската унија, каде што ние искрено сакаме да се приклучиме, ако речат овие имаат, например, 24 или 34 беа научни институти, треба да се врвот во светот на иновации. Овие кои навистина нема потреба да постојат, нема да постојат. Затворивме и забранивме упис оваа година во еден универзитет и во една висока медицинска школа. Тоа не сме го ни објавиле, но неопходно беше. Затоа што исто така таму се случуваат некакви активности кои не треба да се случуваат, нестручен кадар предава, нема простор каде да се одвиваат вежбите. И за кои институции се работи, не е тајна? Забранивме упис на Факултетот за бизнис економија, ако не се лажам.
Простите, јас не можам да се сетам точно и каде, да не биде дека погрешно, Така, погрешна вест давам во јавноста. Ако грешам, се извинувам. И мислам дека во уште една медицинска и во едно средно училиште исто така забранивме упис годинава. Така, ќе очекуваме подетални. Да, ќе ги добиете денови, подеталните информации. И ќе продолжиме со сите мерки што можеме според законските решенија. Има пропусти во законските решенија, недоизречени се, недоискажани се, процедурите не се добро дефинирани и затоа во овој момент ние само прибираме документација и правиме анализа на следните кои веќе сме ги евалуирале и сме заклучиле дека де факто не можат да функционираат. При тоа со промена на законот за квалитет во високото образование ќе додадеме неколку инструменти или алатки со кои Агенцијата за квалитет во високото образование и наука, сега со новото име, ќе може при спроведување на евалуација, нели, да му предложи на министерот прекин на работата на одредени институции. Јас ова цела година јавно го кажувам и тие што планираат да работат можеа да се подготвуваат да работат така како што треба. Но не се случува секаде тоа и бидејќи не се случува, тие во иднина ќе бидат затворени како што се затворени овие 14 други. Помина една година, имате уште минимум 3 години од првиот мандат, нели? Но еве што да очекуваме во следниот период, оваа година, од Министерството за образование и наука? Оваа година, односно за следната година, ќе очекуваме наставни планови и програми во 8 оделение и во 2 клас гимназија. Оваа година ќе има и учебници по странски јазици. Еве, за промена повторно, што ги нема 6 години, промена на наставните планови и програми. Очекуваме нов закон за високо образование, научно-истражувачка дејност, квалитет во високото образование и уште неколку други, каде што ќе доуредиме се ова за што зборував јас до сега. Продолжуваме со инвестиции, доградба, изградба, реновирање на училишта, спортски сали, се што е неопходно за да ја подобриме инфраструктурата. Набавуваме опрема, особено внимание ќе посветиме на регионалните центри за средно стручно образование. Дигитализираме, набавуваме нели мрежна опрема за се што е потребно да имаат и интернет и лаборатории. Речиси огромен, речиси сите училишта во Македонија веќе имаат по една или неколку смарт табли, каде што е малку постара технологијата и прожектори. Спроведуваме обуки за наставниците. Очекуваме нели платите нивни идната година да се покачат. Во науката дополнително вложуваме новините кои ги воведовме во законите, почнуваме да ги спроведуваме, првенствено со обуки на луѓето кои ќе стапат во дел, например, координатор за стручно образование, што досега немало, а треба да го има, кариерен советник на учениците, исто треба да поминат обуки. Во високото образование можеби се повторувам, но промена на студиските програми. На студентите дополнително ќе има возможиме некои повластици или некакви лагодности. Ги променивме договорите за студирање на шангајските универзитети, веќе ги вмреживме и државната ревизија ни замери, нели, не нас, туку на претходното работење, дека тоа се изгубени студенти, ние направивме база на тие студенти кои завршиле, не се вратиле во Македонија. Ги вмреживме, они сами направија една организација и веќе почнаа да работат, да им помагаат на другите студенти, првенствено со другите студенти кои се наоѓаат на странски универзитети, да им помогнат. Се вклучуваат на разни начини во помош на Министерството, со литература, со совети од полето каде што работат, контактираме и со нив.
не очекуваат уште многу други работи, една по една како ќе ги извршуваме, така и ќе ги соопштуваме, да не биде дека многу ветуваме, да не изгледа тоа нереално, но сето ова што го кажав е во рамките на реалното и јас се надевам дека ако се видиме за една година, јас ќе можам да кажам во бројки и тоа направивме, и тоа направивме, и тоа направивме. Значи продолжувате со ова силно темпо на работа или хаос, како што вели опозицијата? Да, со овој хаос ќе продолжиме и во иднина, а тие слободно нека не критикуваат. Јас, извинете, само уште една реченица, јас имав прилика да кажам да, вие можете да бидете незадоволни, ама 24.000 наставници се задоволни, а нашата цел е да ги направиме задоволни за да можат да работат како што треба. И се веќе се чувствуваат подостоинствени и погорди. Ветувам, се гледаме за една година тогаш така. Ви благодарам, многу се гледаме. Ви благодарам и вам, ми беше чест. Благодарам. Ви благодарам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.